Го гледате најновото издание на регионалните вести. Од кризниот штаб на општина Тетово информираа дека сите патишта се продни во Тетовскиот регион. Ситуацијата според нив се следи будно и механизацијата постојано е на терен и работи. Новите снежни врнежи не направија проблеми во патниот сообраќај. Од кризниот штаб на општина Тетово велат дека постојано се работи на расчистување на улиците од снегот. Според нив сите коловози се проводни, но механизацијата постојано работи на терен и ја контролира состојбата. Па добро, состојбата на терен моментално, како и самите вие како медиумски куќи што ја гледате и ја пратите, значи е нормална. Сите патишта во градот, мислим на општина Тетово, сите патишта се проводни, земајќи тука во обзир и патиштата према шарпланинските села, сите се проводни, значи немаме проблем, ние продолжуваме ова состојба да ја следиме од страна на кризниот штаб при општина, што е формиран при општина Тетово за ова состојба, значи од 6 према 7, 24 часа продолжуваме да ја следиме и да работиме, нормално, мобилизирани сме целосно и со механизација и со људство. Граѓаните велат дека делумно се чисти снегот. Тротоарите според нив воопшто не се чистат. Па главните улици се чисти, тротоарите би требало повише да се чисти. Никако. Видиш како е. Нема чистање. Ја падна горе таму. Со какви проблеми се случуваат поради нечистените тротоари? Па ќе сломиш нога, ќе сломиш. Па не е доволно. Од кризниот штаб изјавија дека јавните површини се расчистувале според приоритет. Денеска општинските екипи работеле на расчистување на снегот од тротоарите. Приоритет сега моментално им даваме на тротоарите на општина Тетово, значи не сакаме ни еден наш граѓанин да дојде да има несакани последици. Денеска во Западна Македонија наврна нов снежен нанос, кој не предизвика проблеми во патниот сообраќај. Сите автопати и регионални патни правци во овој дел на Македонија се проводни. Студот и снегот ги испразнија тетовските градинки. Само 100 деца деновиве престојуваат во нив, иако објектите работат секој работен ден. Од раководството велат дека работат без ниту еден проблем. Студеното време ги испразни детските градинки во Тетово. Деновиве во објектите на општинската јавна установа Детска градинка Младост престојуваат само 98 од вкупно 780 запишани деца. Од раководството велат дека во објектите персоналот работи секој работен ден, занималните се топли, а исто така се подготвува и храна. Значи во нашата градинка во овој период кога гледаме дека има многу снег низ градов и рачунајќи родителите дека е многу ладно, не ги носат децата во градинка. Имаме многу мал број на деца кои се во градинка. Имаме објекти каде што се грее, се припрема храна, а уствари имаме само 7 деца. Мислејќи дека може родителите размислуваат на тоа дека е ладно и во градинките, би им препорачала, ако имаат потреба да ги носат децата, слободно може да ги носат, бидејќи градинките, согласно законот за детска заштита, имаат обврска за да им обезбедат грејење, исхрана и изгрижување на деца кои посетуваат градинка. И согласно законот си работиме, значи грејење имаме, храната се припрема, персоналот е тука, се работа со полно работно време. Би ги повикала родителите, ако имаат потреба, слободно нека ги носат децата во градинка. Каква е бројката на деца кои што сега моментално посетуваат градинка во споредба оние кои што се запишани, нели? Значи, запишани имаме негдека во градинкиве во Тетово околу 780 деца, додека сега имаме 98 деца кои доаѓаат во градинка. Инаку Детската градинка Младост во Тетово има вкупно 5 објекти и 3 во руралните средини.
Пазарниот ден во Гостивар без вообичаената гужва од продавачи и купувачи. Поради студот и снегот, овој вторник пазарот помина со помалку тезги и послаба понуда на производи. Студеното време и снегот го испразнија Гостиварскиот градски пазар. Вторничниот пазарен ден денес помина без вообичаената гужва од тезгаджи и купувачи. Екстремните температури ги пишманија и едните и другите да не излегуваат на отворено за да не ризикуваат по здравието. Оние ретките кои решија и покрај студот и овој вторник да продаваат, велат на вакво време прометот е послаб, а имаат потешкоти и со транспортот и чувањето на овошјето и зеленчукот од замрзнување. Па добро се мачим, како ќе биде. Ово време, како ќе биде. Па, слабо е сега. Прометот е послабо. Прометот слабо е, нема пазар, нема народ. Условите за транспорт се тешки, затоа цените се... 400 банаш кусу! А како е со чувањето на овошјето? Чувањето е тешко многу. Транспорт тешко, чувањето е многу тешко. И затоа дојде до ово. Селка, трас, смаруда, смрдне, не иде, нема луѓе. Народ нема, ладно, ничи не нема. Во јаболка нудиме, ние сме овоштари, работиме земјоделие, сме овоштари. Денес сме дојдени со јаболка. И тоа е, цените, прашваше госпожена, се исти како денес недела. Сега имат помалку муштери, ама имат и помалку продавачи. Јаболкото немат гајле и малку да замрзнат, пак се враќаат на истото ниво како кромирот. А да е, например, тиква и компири, тоа се расипува и купувачот е оштетен. За разлика од повеќето продавачи и купувачи кои се пожалија на ладното и снегот, сретнавме и еден 76 годишен гостиварец со поинакво мислење. Вели студено не студено, секој вторник се излегува на пазар. Па ја имам 76 години. Секи вторник излегувам и преку ден и кога е ладно. Ладно супер е. Ладно е одлично, ладното само треба да се внимава кога се оди и друго ништо не треба. Jer ovo je zdravije, ja da vi kažem. Za nekoga вистина е болест грипот, ама ако се сачуваш, добре е. Бананите денес на пазар се продаваа по 40 денари за килограм или 3 килограми за 100 денари. Јаболката одеа од 20 до 40 денари, а портокалите по 70 денари од килограм. Толку беше и цената на килограм граф. Пратеникот на ВМРО ДПМН Горан Мануиловски им се заблагодари на граѓаните за искажаната поддршка на предвремените парламентарни избори. Потсети и на дел од проектите вклопени во изборната програма кои се однесуваат на Тетовскиот регион. Почитувани граѓани, уште еднаш сакаме да ви се заблагодариме за огромната поддршка што ни ја дадовте на минатите избори. Поддршката на ВМРО ДПМН и најголемата коалиција, како и поддршката за најобреманата програма до сега, која во себе содржи реални факти, бројки, инвестиции. Програма за подобра иднина на сите граѓани во Република Македонија. ВМРО ДПМН секогаш во своите примарни цели ги има потребите на сите граѓани, без разлика дали се работа за македонци, албанци, турци, роми или бошњаци, што секако го покажа на дело кога Тетовскиот крај беше погоден од елементарна непогода и веднаш се излезе на во пресрет на жителите од најпогодените подрачја по населените места Шипковица, Поро и Речица. Но да се навратиме на програмата. Во најновата програма на ВМРО ДПМН реално се предвидува набавка на нова најсовремена медицинска опрема за јавните установи во Тетово. Опрема со која што ќе се возможи воведување на нови методи, унапредување на третманот на пациентите, а воедно и подигнување на квалитетот на здравствените услуги. Во клиничката болница во Тетово ќе се набават над 271 нов апарат. Исто така ќе се инвестира во набавка на опрема за здравствениот дом во Тетово и во специјалната болница за белодробни болести Лешок од село Лешок, опрема која што чини повеќе од над 2 милиони евра. Носител на оваа инвестиција е Министерството за здравство. Почитувани граѓани, уште еднаш, вие избравте вистинска опција. Гласавте за партијата која што секогаш ги става интересите на граѓаните пред се. Заедно со вас ќе продолжиме уште посилно и посигурно да чекориме по патот на просперитет и сигурност на Република Македонија и за сите нас. Во Гостивар денес беше презентиран проектот зголемување на учеството на жените ромки на пазарот на трудот. Со активностите се опфатени 40 на жени од градовите.
40 жени од ромска националност од Гостивар, Тетово и Дебар преку обуки во разни компании стекнуваат вештини и знаења за полесно да можат да дојдат до трајно вработување. Обуките се дел од проектот зголемување на учеството на жените ромки на пазарот на трудот, кој денес во Гостивар го презентираше невладината месечина. При тоа учесничките и компаниите каде што се обучуваат потпишаа договори за соработка. Целта на проектот не е зголемување на учеството на жената ромка на пазарот на трудот. Цел на проектот не е вработување на жени ромки од социјалните случаеви. Ние овој проект го започнавме во неколку фази. Значи првиот квартал одеше истражување на терен, за да ги видиме потребите на жените ромки, кои што им се потребите за да се вработат. Прво правевме истражување на терен, а потоа ги повикавме на работилница, од кои што на работилницата тие пополнуваа прашалници. Од тие прашалници видовме каде можат да се вработат тие жени. После имавме објавено оглас, каде што фирмите се пријавија на нашиот оглас и таму прачавме жени. За време на 3-месечните обуки во фирмите, жените ќе добиваат одреден надоместок, а потоа зависно од потребите можно е да се обезбеди и трајно вработување. Во Гостивар учесничките се распределени во медицински установи, фризерски салони и во маркети. Проектот е финансиран од Европската Унија преку секторот за централно финансирање и исклучување договори при Министерството за финансии. Планирано е да трае до јуни годинава. Минатата година на гостиварското подрачје регистрирани се 9 жртви во несреќи при работа и други несреќни случаи. Бројот на повредени лица изнесува 15. Зголемен е бројот на човечки жртви во несреќи при работа и други несреќни случаи на подрачјето на Гостивар. Минатата година била кобна за 9 лица кои животот го загубиле во немили настани од таков вид. Според статистиката на СВР Тетово, во 2016 година во Гостивар и Гостиварско регистрирани се 18 несреќни случаи и 19 несреќи при работа. Споредено со претходната година тоа се вкупно 12 повеќе. При тоа 9 од нив завршиле со смртни последици. 15 лица се соочиле со тешки телесни повреди. Најголемиот број од повредените биле од машки пол на над 30 годишна возраст. Анализите на полицијата покажуваат дека несреќите при работа најмногу се должат на човечко невнимание, некористење заштитна опрема и непридржување кон важечките критериуми и стандарди од оваа област. Најчесто се случуваат при извршување на градежни работи, поправки, доградби и други интервенции на објекти. И извршувањето на земјоделски и шумски работи може да биде опасно доколку не се внимава и не се користи соодветна заштита. Така неколку несреќни случаи се регистрирани при управување со трактори и друга земјоделска механизација, како и сечење и транспорт на дрва. 13-годишно девојче од Гостивар се затруло со седативи, наводно мислејќи дека станува збор за други средства. Денешниот полициски билтен бележи 2 сообраќајни незгоди кои за среќа поминале без повредени лица. Ноќеска околу 2 часот и 45 минути на ургентното оделение во Гостиварската болница било донесено, односно за помош се обратило 13-годишно женско лице од Гостивар кое се затруло со 8 до 9 таблети седативи, наводно мислејќи дека станува збор за други средства. Ја донеле незините најблиски, а по укажаната помош малолетничката пуштена е на домашно лекување, информира СВР Тетово. Денешниот полициски билтен бележи 2 сообраќајни незгоди кои за среќа поминале без повредени лица, но со значителна материјална штета, која вкупно се проценува на 200.000 денари. Причина и за двете била неприлагодена брзина, односно пребрзо возење. Во 20 часот и 20 минути во градец се судриле БМВ со гостиварски регистерски таблици што го управувал 34 годишниот ОО од Дебреше и Ауди со германски таблици управувано од 55 годишниот АС од Калиште. Нешто подоцна околу 22 часот и 30 минути пак во Форино се судриле 3 патнички возила, Форд со гостиварски таблици управувано од 21 годишниот форинец ЈА, Фиат Пунто исто така со гостиварски таблици управувано од 47 годишниот форинец ЈК и Туарек со странски таблици што го управувал 43 годишниот ФК од Гургурница.
Со оглед на отежнатите услови за сообраќај на поширокото полошко подрачје и посебно на регионалните и локалните патишта деновиве, секторот за внатрешни работи Тетово повторно апелира до возачите да не брзаат непотребно и во секој момент да ја прилагодат брзината. На возачите исто така им се советува да не тргнуваат на пат со летни пневматици без задолжителна зимска опрема и да бидат крајно внимателни кога пристигнуваат, зашто на поедини места коловозите се со остатоци од снег, тесни и со натрупан снег од двете страни, што им ја ограничува можноста безбедно да пристигнуваат или да се разминуваат со други возила кои се движат од спротивната насока. Во последните 24 часа во Полска од премрзнување починале 6 лица, јавуваат светските агенции. Со ова вкупниот број на починати лица од студ од ноември досега во земјата се искачил на 71 лице, соопштиле полициските власти. Полицијата упатила апел до граѓаните на земјата да им помогнат на најзагрозените, особено на бездомниците, имајќи предвид екстремно ниската температура во Полска, која е под минус 20 целзиусови степени. Поранешниот германски претседател Роман Херцог почина на 82 години. Кабинетот на германскиот претседател соопшти дека Херцог починал денеска без да ги наведе причините за смртта. Тој беше претседател од 1994 до 1999 година. Иако неговата функција е повеќе церемонијална, на него се гледаше како на совест на нацијата. Тој ги повика германците да се соочат со нацистичкото минато и во неговиот мандат 27 јануари беше прогласен за ден за сеќавање на жртвите од Холокаустот. Соединетите американски држави воведоа санкции против уште 5 државјани на Русија, вклучувајќи еден висок полициски функционер. Санкциите опфаќаат блокирање на нивниот имот и забрана на државјаните на САД да работат со нив. Најистакнатата личност во новата група погодена со санкциите е Александар Бастрикин, шеф на рускиот истражен одбор при обвинителството на Русија. Новите санкции се воведени 3 дена откако САД ја укина тајноста на разузнавачкиот извештај во кој се наведува дека претседателот Владимир Путин наредил хакирање на електронската пошта на Демократската партија во настојување да влијае врз американските претседателски избори. Ирачките сили кои се борат против милитантите на Исламската држава во Мосул соопштија дека и за време на денешните борби забележале напредок, со што се начекор да ги избркаат милитантите од уште еден округ во градот. Службата за борба против тероризмот соопшти дека повратиле уште една област и се стремат кон уште една, која им е многу значајна, бидејќи оттаму ќе можат да имаат поголема контрола. Офанзивата за повторна контрола на Мосул, вториот поголемина град во Ирак, започна на 17 октомври. Денес имавме променливо облачно време со повремени локални врнежи од снег кои беа со слаб интензитет. Утринската температура се движеше од минус 18 до минус 6, а дневната од минус 10 до минус 3 степени целзиусови. Студено ќе биде и утре, кога не очекува облачно и суво време со утрински температури од минус 18 до минус 12 степени, а во планинските предели и околу минус 25 степени. Најголемата дневна температура пак ќе биде од минус 12 до минус 8 степени. Позначителен пораст на температурата ќе има од петок. Нови врнежи од дожд и снег се очекуваат во петок попладне и во сабота предпладне. Тука ги завршуваме денешните регионални вести. Благодарам за вниманието со кое што не следевте. Пријатно.